Почитувани, буџетот кој криминогената власт го предлага за 2019 година е мегаломански, расипнички, дополнително ќе ги осиромаши граѓаните на Република Македонија. ЗАЕФ и СДСМ пред изборите ветува квалитетен образовен систем и најмодерни објекти, а сега во новиот мегаломански буџет за 2019 година предвидуваат помалку средства во клучните сегменти во образованието, отколку што предвидуваа лани за буџетот за 2018 година. Лицемерието на ЗАЕФ и СДСМ кон учениците и студентите е јасно како ден. ЗАЕФ и СДСМ немаат намера да го исполнат ветеното пред изборите. ЗАЕФ и СДСМ за 2019 година предвидуваат помалку пари за ученички и студентски стандард, наука за изградба и реконструкција на студентски домови во однос на она што го предвидуваа лани ова време. Лани за ученички стандард предвидуваа 6,7 милиони евра, а за наредната година сега предвидуваат 5,9 милиони евра, или скоро 1 милион евра помалку. СДСМ кратат во предвидувањата и за студентскиот стандард, за кој ветуваа дека ќе биде по европските примери, рамо до рамо со европските студенти. Лани планираат 14 милиони евра, а за наредната година кратат во предвидувањата и планираат 12 милиони евра, или за 2 милиони евра помалку испланирано во однос на минатата година за покренување на студентскиот стандард. СДСМ крати во однос на ланските проекции на буџет и за изградба и реконструкција на студентските домови, кои прокиснуваат секојдневно кога ќе заврне заради негрижата на власта. Во буџетот за 2018 година планираат 4,4 милиони евра, а во проекциите за буџетот за идната година предвидуваат само 3,9 милиони евра или половина милион евра помалку. Ако се земе предвид фактот дека лани ниту реконструира, ниту отпочнаа со изградба на ниту еден студентски дом, можете да замислите дека и оваа година нема да мрднат со прс и студентите повторно ќе живеат во истите лоши услови. За студентите нема пари за основните потреби, но затоа СДСМ предвиделе 340.000 евра за купување на нови возила за нивната администрација. ЗАЕФ нема намера да инвестира во образованието. Лицемерието и лагите кои ги пласираше пред доаѓањето на власт, сега, како што гледате, излегува на површина. Затоа ги повикуваме ЗАЕФ и Тевдовски целото криминогено раководство на СДСМ да се вразумат и да ги редуцираат трошоците, бидејќи овој буџет ниту може да го издржи нашата економија, ниту пак СДСМ има план и знаење како да ја крене економијата со овој мегаломански најголем до сега буџет. Повеќе од јасно е дека парите ќе завршат во нечии џебови кај фирмите на ЗАЕФ, Андјушев и блиските до СДСМ, а студентите, учениците и образовниот систем нема да добијат ништо. Почитувани, СДСМ не се способни да ја водат државата и се повеќе ја тонат. Затоа што побрзо си заминат од власт, толку подобро за граѓаните, а Република Македонија конечно ќе може да тргне напред. Благодарам.